Она за што ќе зборуваме следно е колку откако овие академски граѓани ќе се вработат, ќе ги имаат сите потребни услови, но она што е најважно и заштита при работа. Секојдневно одиме на работа, ги извршуваме нашите задолженија, се разбира, користиме превоз за доаѓање на работа, користиме превоз за враќање на работа и при тоа некогаш за жал се случуваат големи сообраќајни несреќи. Еве, ќе го споменам најсвежиот пример, сообраќајката која што се случи пред известно време и која што навистина остави една значителна трага како една од поголемите трагедии на македонскиот народ. При тоа дел од патниците кои што за жал го изгубија својот живот се враќа од работа. На овие теми денес заедно со нас Славица Јанкова, проектен координатор токму за заштита при работа, со која што ќе разговараме и ќе дознаеме нешто повеќе за тоа колку ние како работници имаме наши права и се разбира на кој начин треба да ги увидиме овие работи и да не дозволиме да бидат злоупотребени. Добро утро и добро не дојдовте. Добро утро, добро најдов. За жал почнав од еден пример кој што е од најскоро и пример кој што можам да кажам дека е една голема трагедија, пример кој што зборува за луѓе кои што безгрижно си оделе кон своите домови, враќајќи се од работа, а ите што се случило. Кажете ни, на самиот почеток, Славица, колку си ги знаеме своите работнички права? Колку си ги знаеме своите работнички права? Постојано сте со работници кои што нели, за жал некогаш се жалат, се поплакуваат. Еве, кажете ми, колку воопшто ги познаваме нашите работнички права? Како мерило би го спомнала само, како што рековте, за жал трагичниот настан кој што се случи со луѓето кои што се враќале од работното место кон своите домови. Значи, при повреда на работа на работникот се смета и патот кога секојдневно се движиме од местото на живење до работното место и обратно. Во овој случај се увида дека многумина не го познаваат тоа, не ги познаваат своите права, како и вработените, така и работодавачите. Во овој случај е многу важно тука да се напомена дека станува збор за повреда при работа, за жал за сите оние кои што загина и за сите оние кои што се повредени. Затоа што доколку не си го остварат, доколку не е пријавено како повреда при работа, во понатамошниот тек на својот работен век и живот не може да си ги остварат своите права како вработени. Кажете ни, што се смета за повреда при работа? Почнавме малку да речеме од ова последна работа која што се случи, враќањето при работа, дали и одење на работа се смета за нешто што меѓу другото законот го штити работникот, потоа на неговото работно место, паузата. Кажете ми, што се смета за повреда на работа доколку настане во периодот додека ги вршиме нашите работни активности? Во Законот за пензиско и здравствено осигурување, член 32 го дефинира поимот повреда при работа, односно за повреда при работа се смета секоја повреда на осигуреникот која што е причината од ненадејно или краткотрајно механичко, хемиско, физичко дејство, повреда настаната од нагло придвижување на телото, повреда настаната од некое оптоварување на телото и сите други промени кои што доведуваат до промена на физиолошката состојба на организмот. Меѓутоа, причината која што ги предизвикува тие промени треба да биде поврзана со работата, односно со извршувањето на работниот процес. Во овој случај, кога збориме за осигурени, мислиме за лицата кои што се осигурени според прописите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување. Тука не станува збор за колективните полиси на осигурувања, кои што се склучуваат со осигурителните компании. Тоа е веќе друго прашање. При повреда на работа спаѓа и заболувањето кое што може да се стекне од некоја состојба при извршување на работниот процес. При повреда на работа, веќе напоменав и постојано го спомнуваме овие денови тоа, се прифаќа и повредата која е настаната при нашето движење до работното место и при враќање назад. Нели нормално тоа е определено во одреден период и спрема местото на живење, но не значи дека доколку после работа скршнеме на некое друго место, па потоа пристапиме до својот дом, дека и тој дел може да се вклучи. Си постои правило како се, односно си постои во законот си е дефинирано дека патот, секојдневниот пат е вклучен во повредата при работа. И сега ќе ни кажете, со оглед на тоа дека некои работници се вработени според законот, а некои се ангажирани по договор на дело, ќе ни кажете дали
за безбедност, за заштита при работа, подлежат и оние кои што не се пријавени како вработени, туку работат по принципот договор на дело. Дали и нив ги штити законот за заштита при работа? Одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа се однесуваат на сите дејности од јавниот и приватниот сектор, односно на сите лица кои што се осигурани од повреда при работа, несреќа и професионални заболувања според прописите на пензиско, здравствено и инвалидско осигурување. Во случај кога станува збор за договор на дело, каде што двете страни се имаат договорено само за извршување на некоја активност, извршителот ќе ќе изврши работата или ќе испорача услуга, а нарачателот ќе исплати надомест, но тој договор не се верификува, односно не се представи во фондот за пензиско и здравствено осигурување, не подлежи на прописите за редовно вработување, тогаш во тој случај Законот за безбедност и здравје при работа не важи, односно не подлежат овие договори на одредбите од овој закон. И сега знаете, во целава работа како малку да се обесправдени оние кои што се на тој начин пријавени, тоест кои што вршат договор на дело, затоа што реално и тие можат да ги извршуваат истите задолженија во одредена фирма како што ги извршуваат и вработените, а при тоа нема никаде доказ дека тие го работат истото, а сепак ги немаат истите можности. Постои правило и за тоа, доколку сакаат, односно доколку сакаат за да биде тоа испочитувано и да подлежи под Законот за безбедност и здравје при работа, потребно е тие договори да се верификуваат, односно да биде пријавувањето во агенцијата за вработување или други агенции кои што посредуваат, па тие договори што ќе ги склучат ќе подлежат на прописите кои што самиот закон ги наложува. Тоа се одредбите за кои важи Законот за безбедност и здравје при работа. Кажете ни сега како се постапува доколку настапи повреда на работно место. Сега тука ќе го земеме во предвид одењето на работа, враќање на работа, значи нели може на враќање од работа да ни се случи некоја непогода. Какви се нашите права од пријавување па понатаму, што е она што како обврска треба да го направиме за да добиеме, се разбира, и понатаму исплатување на штетата и се она што ни се случило? Законот за безбедност и здравје при работа го обврзува работодавачот во рок од 48 часа да пријави секоја настаната повреда и несреќа во Државниот инспекторат за труд. На самиот почеток се пополнува образец известување за несреќи при работа. Јас денеска го донесов, тоа е образец кој што е од јавен карактер и е објавен. Да го покажам славата? Е објавен на веб страните на Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат. Овој образец уредно се пополнува, се заверува и се поднесува во архивата на инспекторатот. Кажете ми само, за да се пополни вакво нешто, каде треба да оди, дали повредениот го прави тоа или не, работодавачот го прави тоа. По најава на настаната повреда или несреќа го пополнува работодавачот, се поднесува во Државниот инспекторат и потоа Државниот инспекторат побарува документација која што е сочинета од М1 и М2 образец, договор за вработување во кој што се наведуваат работните обврски, се доставува изјава земена од повредениот, се разбира доколку е во состојба да даде изјава, се подготвува изјава од двајца очевидци доколку и за тоа има простор, односно доколку има присутни во моментот на повредата или несреќата при работа, се доставува изјавата за безбедност при работа, односно проценката на ризик за тоа работно место, уверението за поседување на обука за безбедност и здравје при работа согласно проценката на ризик, медицинскиот преглед согласно проценката на ризик, други документи како што се ревер за задолжување со лична заштитна опрема доколку согласно проценката на ризик, упатства за работа исто согласно проценката на ризик за тоа работно место, потоа се пополнува за фондот за пензиско и здравствено осигурување, се пополнува ЕТА 8 образецот, се извинувам, тоа е овој образец. Овој образец се пополнува во 6 примероци, еден дел пополнува работодавачот, еден дел пополнува докторот, првично докторот кој што го примил пациентот на преглед при повредата или кај полесни повреди, тоа го пополнуваат тематичните доктори и еден дел од овој образец го пополнува инспекторот од Државниот инспекторат за труд.
Кога станува збор за несреќа при работа, во тој случај местото треба пред се да биде изолирано, за да може да не се влие на истрагата, од која што подоцна е потребно да ги откриеме причините зашто се случила, за да може да превенираме, да градиме превентивна култура и да не ни се случуваат истите работи во иднина. Кажете ни сега и кои се законските можности на повредените работници? Што им следува откако ќе се пријави, откако уредно све ќе биде поднесено ова? Ние како здружение апелираме, значи, да биде секогаш пријавувањето како повреда при работа, односно и работниците самите да пријавуваат дека е повреда на работа кога се пријавуваат на лекар и работодавачите, затоа што кога повредата или несреќата, тоест повредата е пријавена како повреда при работа, тогаш тој што е осигуреникот на кој што му следи период на заздравување, односно боледување, ќе има право на надокнада од 100% од вкупниот месечен придонес. Тука би апелирале да се врши тоа ревносно, затоа што во спротивен случај, доколку не се пријави, ќе биде исплатата намалена за 30%. Не е така мал процентот. Потоа, кога имаме пријава на повреда при работа во натамошниот работен век, доколку се појават некои компликации кај индивидуата, ќе може да се пронајдат причините поради кои се тие компликации и ќе може да се одреди продолжувањето на работниот век на самиот работник. Од друга страна пак, доколку се пријави повреда при работа, повраќање, работникот треба веднаш да биде упатен на превентивни медицински прегледи, за да се согледа состојбата моментална за понатамошното извршување на работите, да не се увидат некои ограничувања во наредниот период за извршување на работната задача, затоа што на тој начин ќе го заштитиме и здравјето и интегритетот на работниците. И сега вие подготвивте едно промотивно регионално видео кое што се однесува на вашите цели како Здружение за заштита при работа. Па предлагам да го погледнеме заедно, а потоа да ни кажете и за што точно станува збор. Луѓе гинат на работа. Несреќи при работа се случуваат, без разлика дали ги гледаме или не. Не смееме да прифатиме загубата, професионалните заболувања и повредите при работа да останат незабележани. Сакаме да го промениме тоа. Промени го и ти својот став. Каде и да си, промовирај култура на безбедност и здравје при работа. За тебе се работи. Да ги сочуваме солзите за убавите моменти од нашите животи. Придружи ни се. Ето имате едно вакво видео кое што буквално повикува на тоа работниците да си ги знаат своите права. Кажете ни повеќе околу тоа, Јанкова. Ова видео е резултат на проектна активност која што ја спроведуваме во регионот, не само во Македонија. Многу сме горди и мило ние што можеме да кажеме дека за прв пат со ова видео бевме промовирани како здруженија и сите оние кои што се вклучени во безбедност и здравјето при работа од регионот на национална географија. Овој спот, идејата за изработка на овој спот е на Милан Петковски, председателот на Македонското здружение за заштита при работа. Јас бев дел од тимот, а продукцијата, изработката и медија планот ги изврши продукција Сцена. Овој спот говори за начинот на работата, вмрежувањето, видливоста на граѓанскиот сектор, односно сите оние кои што работиме во областа на безбедност и здравјето при работа, како треба да се работуваме со државните институции, како треба да се вклучиме во креирањето на националните политики, во донесувањето на промени, закони, изготвување на акциони планови. Регионалната студија исто така е дел во контекст на промовирање на спотот, на нашите активности
активности. Со изработката на регионалната студија изготвивме акционен план кој што во иднина се стремиме во целост да го исполниме, за да успееме да изградиме превентивна култура која што ќе ни помогне во изолирање или намалување, да кажам, на повредите и несреќите кои што не се случуваат секојдневно. Јас ви благодарам многу на гостувањето и ве само Маријан за тоа што ни се придружи. Можеби и тој би сакал нешто да се надоврзе, можеби за некои следни ваши активности и повторно гостување се разбира се со цел да ги заштитиме нашите граѓани и гледачите. Марија? Се надевам дека работниците ги добија информациите што им се потребни, дека во последниот период, ако не дај Боже се случи до некоја несреќа, да можат да знаат како и да се обратат. Слободно може секојдневно сме во канцелариите на Востаничка број 2 од 8:30 до 16:30, нашите телефони 2774-868, веб страната mzzpr.org.mk. Присутни сме на сите социјални медиуми, присутни сме вака во последно време и на медиумите, што ни е драго затоа што почнуваме да воспоставуваме соработка со вас не само кога ќе се случи немил настан. Да, така е. Ги повикувам сите кои што имаат потреба, можат слободно да дојдат на кафе кај нас да поразговараат. Некогаш и разговорот е доволен за да се дојде до решение на проблемот. Така. Воедно ви благодарам за гостувањето во емисијата.